Македонскиот народ е на нози и нема да се повлече. Се надевам дека раководството на СДСМ ќе ја свати пораката и ќе го послуша народот. Доколку тие тоа го одбијат исплашени поради уцени, иако се одлучат за тиранска влада наместо одбивање на платформата, тогаш никој не може да каже како ќе се развива ситуацијата, вели во интервју за Српски телеграф председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Груевски во интервјуто зборува за можните излези од кризата, односите со албанците и ситуацијата во регионот. Објаснува дека народот застанал на страна на неговата партија коалицијата и покрај огромната финансиска и логистичка помош која Зоран Заев ја добивал од организацијата и логистиката на Сорос и странските центри. Сега повеќето граѓани кои гласаа за нас се чувствуваат изневерени поради одлуката на ДУИ да оди во коалиција со СДСМ. Граѓаните се револтирани затоа што не се почитува волјата на повеќето македонци. Партијата која победила во условно кажаниот македонски блок, партија која има поддршка од мнозинството за реализација на програмата која беше понудена на изборите, сега е оневозможена во тоа поради одлуката на партијата победник во албанскиот блок. Лидерот на ВМРО ДПМН смета дека со тоа се создава еден опасен преседан, чиј главен стол би бил продажба и непринципиелна трговија со интересите на државата. Заев им ветуваше мет и млеко на изборите, од рака вадеше ветување за се и се што, за да сега после изборите им соопшти дека прифаќа платформа креирана во соседна држава со која треба да се направи комплетно редефинирање на земјата, од мултиетничка и граѓанска држава да стане бинационална, двојазична и од унитарна да се приближи на федерална. Круна на сето тоа треба да е промена на името и идентитетот, по пример на нашиот јужен сосед. Груевски во интервјуто уште еднаш повторува зошто тиранската платформа не е прифатлива за него и неговата партија. Основна причина, како што вели, е што е припремена во Тирана. Како што признаа од партијата Беса, платформата ја припремале од албанската влада, а подпишана е под патронот на Еди Рама. Потполно неприфатливо е акт на туѓа држава да биде основен документ по кој ќе се формира идната владина коалиција. Тој смета дека платформата се коси со уставот и основните начала по кои е конституирана Македонија и води кон раздор во државата. Со введувањето двојазичност и условувањето да се реши прашањето околу името во најкраток можен рок, потполно се чепка во идентитетот на Македонија, се влегува во една опасна авантура која ќе има одговарачки чекори, следи кантонизација и федерализација, а инспираторот на ова црно сценарио веројатно очекува потполно распаѓање на државата во финалната фаза. Тоа сигурно ќе доведе и до регионални предизвици. Последиците од евентуалното усвојување на платформата би биле огромни, би имале импликации во целиот регион, дециде Груевски.